Еве сме повторно назад, се јавуваме од студиото на К3 и продолжуваме понатамо. Мојот следен гостин е Никола Пировиќ, подпредседател на Унија на млади сили од Куманово. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Така. Никола, вие, како што напоменав, сте подпредседател на Унијата на млади сили. Колку време сте член? Член на ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили сум од мај 2011 година. Така. Што ве потикна да се вклучите во една таква организација? ФУМС е едно огромно семејство на млади луѓе во кои што секој млад човек може да си го најде своето место и да го најде она што го исполнува таму. Како што споменав, значи едно огромно семејство во кој има многу дружење, многу пријателства. Така. Така натаму. Какви беа вашите први почетоци со ораторство? Моите први почетоци со ораторство се карактеризира со учество во литературни секции и во литературно читање уште во основното училиште. Морам да напоменам и да во оваа прилика да истакнам посебна благодарност до веќе починатата моја прва менторка Виолета Деур, која што жал веќе не е со нас. Значи првите почетоци беа со една извонредна жена, страшен интелектуалец, која што беше иницијатор на тоа да почнам да се бавам со литературно читање воопшто и говорење. Подоцна се карактеризираше со моје почнување да пишувам проза и поезија и еве денеска стасавме да почнеме да се баваме со ораторство и да имаме прво место награда на ораторска вечер. Дали се сеќавате од колку години почнавте да пишувате? Од кога проникна таа желба? Па мислам дека некаде 14-15 години, значи пред почнување со средношколската возраст. Така. Што е она што ве потикна да продолжите понатаму? Дали бележевте некоја успешна награда, некое признание за вашето дело? Па конкретно не, значи претежно се надпреварував на општинските надпревари и на надпревари се појавав на ораторски вечери во организација на Унијата на млади сили и во Куманово и на централно ниво. Така, на колку ораторски настани имате земено учество? На ораторски настани мислам дека се вкупно 4. Тоа беше првата беше минатата година ораторската вечер во Куманово, која што требаше да биде едно надпреварување со кое што првите места ќе требаше да одат на финалната вечер во Битола. На таа освои второ место подоцна на иницијатива на централното раководство на Унијата на млади сили, вторите места зема учество, така да бев на втората ораторска вечер, практично ми беше учеството на главната финална вечер во Битола во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Третата ораторска вечер беше кога одбележувавме 9 мај, жал денот за прерано починатите бранители во Куманово. И еве сега четврта, осмата поред ораторска вечер Петар Попарсов во Велес. Така. Кажете ми, што мислите дека беше пресудно за да вие бидете подпредседател на Унијата на млади сили? Па пресудно. Пресудно затоа што, како што реков, обично во секоја работа што навлегувам, така беше исто и со политичкиот ангажман. Во секоја работа влегувам со многу љубов, многу труд и многу посветеност. Така да претпоставам дека тоа беше и резултатот кој што станав подпредседател на Унијата на млади сили. Така, она што вредно работевте. Која е целта на вклученоста во ораторство? Вклученоста во ораторство ја символизира една страна на луѓето кои што им дава слобода. Значи ни дава слобода нешто што можеме да го правиме надвор од работните обврски, надвор од сите оние ангажмани кои што ги имаме. Сите оние грчеви кои што ги чувствуваме и не би можеле да се искажеме преку пишаниот збор или преку кажаниот збор, можеме многу добро да ги истакнеме. Така да најголемиот мотив и потик што се бавам со ораторство е токму тоа, можноста за слободно искажување на она што го чувствуваш длабоко во себе. Така, а дали пишувате? Да. Колку често? Па во последно време за жал поретко поради ангажманите и со факултетот и со работата и со функцијата подпредседател на УМС за жал поретко, меѓутоа секогаш кога имам можност за тоа да го направам, обично седнам. На што се најчесто темели вашиот говор кога го спремате? Па претежно сите мои пишувања и говори се претежно на темата на патриотизмот и на темата на љубовта кон татковината. Така. Во секоја смисла на зборот, претпоставувам. Веќе споменавте за освоено прво место на осмата ораторска вечер Петар Попарсов. Тоа е оваа пофалница која што ја добивте. Значи на 24.10.2016 година во Велес се одржа осма поред ораторска вечер Петар Попарсов во организација на Унија на млади сили од Велес и вие освоивте прво место. Ова е благодарница.
Дали ќе ни кажете нешто повеќе за овој настан? Значи на 24-ти, како што веќе напоменавте, во Велес се одржа 8-та предтрадиционална ораторска вечер во организација на Унијата на млади сили Општински комитет Велес. Посебен поздрав и благодарности до нив за поканата. Значи на самата ораторска вечер учество зема можеби символично 8 оратори. Имавме настап, меѓу кои јас имав прилика да бидам четврти, поред да настапувам и на моја среќа и на огромна радост и за мене и за нашиот општински комитет како Унија на млади сили да освоиме, да се закитиме со прво место, да добиеме наградата. Ние го имаме прилогот, па би сакала да го погледнеме за да вака лично им го и представиме на нашите гледачи за што всушност вие говоревте. Да погледнеме. Племето наше е пиреј и не го ништи ни една војска. Ама ти колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева, напишал Петре М. Андреевски во својата книга Пиреј. Може би токму овој цитат најдобро ја опишува карактерната особина на македонците. Многумина се обидувале низ вековите зад нас да не ни чкосаат, да не распарчат и да не погребаат. Но не успеале во нивната намера, само поради тоа што пред сите нас секогаш стоела иста желба, иста цел и единствен сон. Сон за самостојна, суверена и независна Македонија. Денес, по навршување на 25 години од остварување на сонот на нашите предци, денес ние младите сме повторно сведоци на историски најлошата карактерна особина на македонскиот народ. Сведоци сме на кодошлук, самопродавање на честа и поколенијата своји од страна на одредени луѓе. За жал, наши луѓе. Луѓе македонци, кои тие како и другите се пиреј и никако не успеваме да ги искорениме од менталитетот на македонецот. Повторно македонецот на македонецот, брат на брата си, син на татка си е најголем непријател. Па зарем малку беше браќа? Зарем малку крв пролеавме? Зарем малку наши гробови ископавме? Малку ли куќи запустивме и мајки в црнина забивме? Малку ли беше тоа што со векови гиневме за туѓи интереси? Малку ли е што толку многу чекавме да го живееме она за што другите гинеле? Зарем тронка свест не остана, дека освен оваа земја, друга немаме? Па постојано ли мора другите да ни кажуваат кои сме и што сме во собствената ни куќа? Велам доста е. Време е да се свестиме, да ги кренеме главите, да го кренеме гласот против оние кои не ни оставаат спокој. Да не им дозволиме да го изгубиме она за што нашите прадедовци гинеа, а за што нашите учители биле прогонувани, затворани и стрелани. Само ние можеме да застанеме над меѓите на татковината и да ги одбраниме своите домови, честа и македонштината. Никој друг не исака добро на Македонија освен самите ние. Затоа мораме да останеме доследни на идеалите, да го сочуваме она што сме го наследиле за идните поколенија, да ја градиме Македонија како што сакаме ние, а не некој трет. И како што во една прилика Јане Сандански рекол, ќе цитирам: ние треба да работиме на сознанието кај македонските маси, дека се тие самостоен народ и дека имаат право на слободен живот, дека самите треба да се борат за извојување на својата слобода без да се подпираат на туѓа помош, затоа што тие што ќе дојдат да не ослободат, ќе дојдат всушност да не поробат. Пред нас стои предизвикот на нашите предци. Дали ќе ја сочуваме татковината или ќе им дозволиме на поединците заради нивни лични интереси да ја продадат и да ја уништат? Јас знам и верувам дека ниту еден од нас нема да им го дозволи тоа на кодошите. Долга е раката и секој ќе си го добие заслуженото. Сега не е време на војни со куршуми и востанија, туку борба на мисли и политички одлуки. Нашата самосвест, политичка зрелост или незрелост,
ќе бидат печатот кој ќе го оставиме во историјата како македонци. А судот на нашите идни поколенија ќе ни биде најголема казна или најголем подвиг на нашето време. Затоа не смееме да подклекнеме пред наострените заби на зверовите здадени кон нас. Не смееме да ја виткаме кичмата пред предизвиците. Мораме да останеме доследни на нашите предци, да застанеме рамо до рамо еден до друг и рака под рака фатени еден со друг, за да го одбраниме нашиот заеднички сон. Сонот за самостојна, независна Македонија на македонците. Благодарам. Тоа беше тој говор за кој што зборувавме. Јас сум сигурна дека и кај нашите гледачи овој говор предизвика овација. Ретроспектива на сето она што го кажавте. Патриот во секоја смисла на зборот. Но да слушнеме дали сонот за самостојна, суверена и независна Македонија го сонуваат младите луѓе. Колку се сонува тој сон? Па, за жал, не толку застапено и гласно меѓу младите луѓе, меѓутоа јас сум длабоко убеден во себе и верувам дека во секој од нас се крие барем онаа тронка искра на патриотизам и национализам која што носи секој од нас. Так. И дека секој млад човек си ја сака својата држава и без разлика на се, сметам дека младите луѓе се доста патриотски настроени и се едни огромни патриоти, горди македонци. Така. Можете да вброите некои членови тука, значи и во потесниот и во поширокиот круг дека се повеќе се инволвираат во вакви организации? Па така е, значи унијата на млади сили е местото каде што се собираат младите луѓе, како што споменав на почетокот, е огромно големо семејство на млади луѓе. Од година во година, од месец во месец се шириме и се зголемуваме, така да се поголем е бројот на луѓето кои што членуваат во унијата на млади сили и во оние делови на унијата на млади сили како што се комисиите, каде што може да земат директно учество во сферата во која што тие се директно заинтересирани да бидат дел од таа сфера. Така. Што и да прашам, верувам дека несомнено тука некаде одговорот ќе биде што е она што ви потикнува за да напишете еден ваков говор, од каде црпете енергија за да створите вакво нешто. Има многу луѓе кои што верувам дека сега пред малите екрани сето ова што го слушнале сакале самите да го кажат, но не можат да се искажат токму на таков начин. Што е она што ве држи? Па пред се да ме потикна за еден ваков говор ситуацијата во која што се доведе Република Македонија за жал од страна на други одредени политички субјекти. Сето она што длабоко го чувствував, како што рековте, секој граѓанин, потиснатоста од преголемиот притисок во кој што не вторна политиката, значи излезе на површина во овој говор и еве, за среќа ние освоивме прво место и за среќа на 11 декември завршува целиот притисок кој што е наметнат врз народот. Така. Вие како еден млад, успешен човек, што мислите за иднината на нашата земја? Па, се надевам дека не очекува светла иднина и подобри денови пред се за младите луѓе и за луѓето кои што се тука во Македонија. Така. Ви благодарам многу што ни бевте гостин. Тука некаде би бил и крајот на нашата денешна емисија. Ви благодарам и во името на гледачите за еден ваков патриотски говор што одржавте и се надевам дека и во иднина ќе слушаме уште многу вакви говори и дека ќе добивате уште многу благодарници и поголеми успеси. Ви благодарам на поканата, беше огромна чест да се гостува во К3 телевизија. Така. И вам ви благодарам, драги гледачи, што не следевте. Искрено се надевам дека уживавте. Обработивме 2 теми за разговор кои што беа од различни сфери за човекот и за општеството. Имајте убав ден и останете со програмата на К3 телевизија.